Не заради нас пратениците, туку заради јавноста, министерот како овластен предлагач требаше да земе збор и да објасни малку за што станува збор. Не е во ред само да креваме овде, односно да гласаме за нешто за што не знаеме за што гласаме. А за што гласаме денеска? Денеска гласаме за одлука за постојање на кризна состојба во услови на зголемен број на проток на мигранти низ територија на Република Македонија, но и има еден дел во предмет одлуката каде што се кажува дека станува збор за ковид ситуација. Значи, ковид кризата, според мене и според нашата пратеничка група, не треба воопшто да се споменува во овој контекст. Затоа што таа работа одамна е надмината, а ние до ден денеска не сме добиле промена во предлог одлуката. Владата имала можност оваа одлука да ја смени, односно овој предлог одлука да ја промени. Затоа што се доведуваме во ситуација да гласаме нешто што не е. Тоа е првата работа. Втората работа е МВР треба да има сопствени капацитети за да може да се бори со мигрантската криза. Во услови на прогласена кризна состојба, сите знаеме дека на армијата се даваат овластувања да биде користена во справување со кризната состојба. Зошто има потреба Министерството за внатрешни работи од учество на армијата на јужната и на дел од северната граница? Затоа што Министерството за внатрешни работи во изминативе 8 години, наместо да гради сопствени капацитети, наместо да се департизира институцијата, ние го гледаме токму спротивното. Гледаме уништување на капацитети во Министерството за внатрешни работи, гледаме целосна партизација на Министерството за внатрешни работи, значи вработување на градоначалници поранешни, лица кои што изгубиле на изборите, гледаме вработување на поранешни пратеници и така натаму. Гледаме криминалци кои што се поставени на најодговорните позиции во Министерството за внатрешни работи, како командири, началници и така натаму. Нешто што можевме да го видиме во изминатиот период и преку одредени акции од страна на јавното обвинителство. Понатаму, јас не би сакал многу да должам. Факт е дека уште една работа ни останува нерасчистена тука. Покрај зголемениот проток на мигранти, околу 30 на 40 дневно, колку и да се фаќаат, имаме една ситуација која што е така поприлично интересна, а ни се провлекува во изминативе 8 години, а тоа е недозволениот проток на мигранти, односно шверцот со мигранти. И за таа работа е одговорна директно власта. Тука да нема заблуди, да нема дилеми. Власта е таа која што го организира шверцот, односно со нејзин намин се врши проток на мигранти. Бидејќи не сме задоволни од она што го кажав претходно, значи врзано со предлог одлуката, со насловот, ние за оваа одлука како пратеничка група ќе гласаме воздржано. Ви благодарам.